Джафери, колеги пратеници, министри, премиер. Денешната интерпелација ја искористив да се спремам во повеќе сегменти, односно да точно преточам пред вас и пред македонската јавност што е тоа што е ветено од Социјалдемократскиот сојуз, а што е тоа исполнето. И во делот на првите 6 месеци кои ги сметавте како итни и реформски, меѓутоа и она што вие го наследивте, кое сакате да го представите пред македонската јавност како аргумент за вашиот неуспех. Таа приказка ја продадовте и многу убаво ја продадовте. Со непринципијалната коалиција дојдовте на власт и заврши тоа. Денес граѓаните очекуваат вие да испорачате резултати. И мислам дека е тоа фер и дека тоа е во ред и нема потреба министрите нити да бидат нервозни, нити да ни покажуваат надменост, нити да не вреѓаат или па да се закануваат дека одреден број на пратеници треба да одат затвор. Нема потреба. Колегите пратеници, исто како и ние, кога седевме на средниот ред, имаат задача да си ја бранат владата, меѓутоа со она што досега оваа влада го направила. Ако ние излезиме со тоа што во изминатиот период сме направиле, тука ќе читаме локални, регионални патишта, ќе читаме градинки, во кои градови, и тоа нема да има никаков ефект. Тоа заврши. Сакав една реченица, премиер, да ја оценам дали е точна или не, ваша. Вие кажавте за дел од вашиот тим, дека имам луѓе кои ни знаат, ни се трудат. Побрзо решете се од нив. Подобро и за вас, подобро и за македонската јавност, а и ќе тргни, се надеваме, економијата. Се надеваме ќе биде нешто добро, а ние ќе знаеме што и во кој сегмент реално да критикуваме. Јас никогаш не излегувам на говорница, колегите ме знаат, доколку немам податоци, доколку не сум анализирала и нема тоа да го направам нити популистички, нити нешто ако немам факти. Ама вие добро е да ја слушате опозицијата. Да го земите тоа на вистина сериозно, за да можете со вашите министри да разговарате и да видите кај се укажувањата од опозицијата. Јас ќе говорам во делот и на економијата, сметам тука има многу пропусти и тоа е очевидно, со податоци за кои вие сте свесни. Во делот на енергетиката, видов во делот на вашите предвидувања во програмата и со увозот на струја, и со производство на електрична енергија, она што вие се залагавте, ама не е остварено. Ќе дадете објаснување зошто е тоа така, и во делот на транспорт и врски, и доколку имам време, и во делот на земјоделие и труд и социјална политика, затоа што делот колегите го започнаа тоа. Меѓутоа, во мојот концепт поделив она што ветивте, а не исполнивте, и она што исполнивте, а немавте ветено. Ветивте 5% раст на бруто домашен производ, и тука кога се избираше владата, јас кажав дека не остварлив, меѓутоа ме убедивте дека ќе биде за временски период од 4 години, доколку и до тогаш биде оваа влада. Меѓутоа и сега, проектираниот раст на 3,2%, нема реална основа. Значи, вашиот раст на бруто домашен производ, што сами си го проектиравте, дека ќе биде 2,2% 2017, односно го завршивте со 1,2% со четврти квартал и завршивте со 0% раст на бруто домашен производ. Во време кога европската економија и сите земји имат економски бум, имаме раст во Словенија од 6%, Руманија 5,9%, значи раст Бугарија мислам дека 3,5%, да не ги ја читам табелата, значи постојаја објективни услови постојат за развој на економијата.
Меѓутоа, кај нас е субјективно. Факторот на професионален тим и факторот на план за развој на економијата. Вие сте економист. Нема потреба опозицијата тоа да ви го кажува. Меѓутоа, јас ви кажав, ние тука живееме, тука моите деца живеат и ние сакаме да има економски резултати. Да критикувате економија во минатото на ВМРО ДПМН е повеќе од несериозно. Значи, јас знам, повеќе време сум во парламентот, како се справувавме и со должничката, со тие пакет антикризни мерки и светската криза. Имаше отпуштања во регионот во многу посилни економии. Отпуштање на и штрајкови на вработени. Тоа се помина добро. После 2006-2007 година, одма од доаѓањето на власт на ВМРО, имавме раст од 6% на бруто домашен производ. Населението очекуваше многу од вас. Вие им нудевте живот на сите. Таков живот не дојде. Јас ова ви го кажувам сериозно. Вие сте ориентирани на едно прашање. Прашање на надворешен и надворешен факт, надворешна политика, прашањето со името, прашањето со влез во ЕУ и НАТО, за кое ние добивавме 7 последователни позитивни извештаи. Значи, ВМРО не отстапува од тој пат. Меѓутоа, во вашите преговори со нашиот јужен сосед, вие не сте, ја имате вклучено опозицијата. Јас како пратеник од телевизија гледам што се случува. И навивам да биде добро, да ја зачуваме нашиот идентитет, затоа што ние сакаме граѓански концепт, немаме проблем, ама ние треба да ја сочуваме и државата. Се работи за Република Македонија. Тој терет го носиме ние од опозицијата, ама најповеќе вие. И јас сум свесна дека го носите. И треба на тој пат да излези победник Република Македонија. И таму сте сконцентрирани. Овај дел ви избега со економијата. Ние не може да немаме странски директни инвестиции. Најголемиот критизер бевте вие. Кои се тие 18? Вие сега започнавте соработката со нив. Вие сите промотори што знаејќеа нешто и што работеа како тим, ги критикувавте. Вие знаете, за да почнете соработка со странски инвеститор, минимум е 3 години таа соработка, за да може да има доверба да дојде во Република Македонија. Во Македонија немаше ни еден странски инвеститор. Тој процес е започнат. И треба да кажете дека претходната влада тоа го направи добро. Имавме 2 милиарди 600 милиони евра странски директни инвестиции. 19.000 вработени само во тие индустријски развојни зони. Во мојата општина во Битола 5.500 Кромберт и Шуберт. И се надеват до 6.500. Ние се радуваме сите. Јас верувам и позиција и опозиција за таа бројка. Меѓутоа не може да се критикува и да се оди на таа карта дека ништо не се направило. Слушам градинките. Сега ќе ги направат, ништо не важи, ни градинки. Па 13 градинки се оставени да се доработат од проектот на ВМРО ДПМН. Не е вкусно на време на интерпелација јас да ви читам што ВМРО ДПМН има правено, затоа што вие напаѓате, а не знаете која е смислата и основата на тоа. Јас сум убедена дека ова ќе го сватите сериозно. Не може да имаме ние раст 1,1 на извозот и тоа знаете зошто, благодарение на работата на тие. Само Джонсон Мети има 1 милиарда и 600 милиони евра извоз. Тоа се тие критикувани странски директни инвестиции. Треба да работите на тоа поле. Стапката на невработеност во цел регион рапидно паѓа. За една година има до 20% намалување на стапката на невработеност. Меѓутоа не може кога имаме 0% раст на бруто домашен производ, ние имаме намалување на стапка на невработеност. Значи тоа е се поврзано во еден систем. Стопираја сите патишта. Подбожемна ревизија. Криви се, ќе си степаме. Арно СДСМ само дојде на власт. Не сакам да видам цинична. Така беше изјавата. Ние ги правевме нарочно криви патиштата. Меѓутоа цената ја плативме, високата цена на пат на градежништвото за 20%, еден од клучните сегменти за раст на бруто домашен производ. Не може така да се размислува. Не може така да се води една држава и да говориме за економија.
за да имам време за други, и се фалите со просечната плата. Морам тука да дадам едно објаснување. Значи, просечната плата досега издаваше Државниот завод за статистика на прибирање, обработка и публикување на податоци, и тоа од деловните субјекти. Сега не знам по која логика директно ја зедовте од УЈОП административно и си ја прикаживте како зголемена просечна плата. Значи, Министерството, министерот излезе за финанси и кажа дека имаме во делот на трите, во текстилната, кожарската индустрија, така има во три дејности, има пораст на просечната плата. А во исто време, каде е растот на приходите од персоналниот данок? Значи, имаме контрадикторност во сегментите кои вие ги давате. Минималната плата не е ваша заслуга, субвенционирањето, само 10% од буџетот се искористени средства од тој проект. Проверете и видете како оди тоа. Тука е проблемот со нормираниот учинок. Сигурно работодавачите ќе разговараат со вас и ќе видат дека имаме проблем. Значи, нема потреба од популистички методи кои ќе ги залажат граѓаните. Тоа се дел од економските показатели кои вие знаете дека се лоши, дека се загрижувачки, затоа што сите бележат стагнација и во делот сега на задолжувањата. Значи, милувате сите да кажете дека наследивте долгови, меѓутоа едно во економијата знаеме. Тоа беше главна тема, дека ќе банкротираме, од ова говорница слушав, со вакво задолжување, се земат и се враќат, односно се раздолжува државата. Меѓутоа, вие имате нето долг од 300 милиони евра, имате врниза која со 2,75% камата е најниска вистина, меѓутоа не знаеме зошто се тие пари. 230 милиони имате што стојат во Народна банка. Значи, дадете објаснување без капитални инвестиции, развој, односно во тој дел да вложувате, ние не можеме да имаме економски напредок на државата без капитални инвестиции. Сега гледам законот, поминал на Комисија за економија, го припремал Ѓушев, законот за финансирање на инвестициите, тоа ќе го разгледуваме. Значи, имаме фиктивни со просечната плата и тоа. Ја зголемивте акцизата, сега ова е се минималната плата. Патиштата стопирани, здравството ќе изградите клинички центри, во Скопје гледам за 800 милиони, вие поголема сумата. Во рамките на земјоделието, повратот на ДДВ ќе го направите за 15%. Ништо од тоа нема. Прашуваат граѓаните кога тоа ќе го направите и кога ќе почне тој како проект. Укинување на болничко сместување и слично. Меѓутоа, она што вие го немавте ветено, а го направивте, зголемувањето на акцизата, ја направивте за 3,5 дена. Законот за јазиците, тоа ви беше ваш коалицијски договор, за да може да обстои ова влада. И многу грдо кога и не е вистина, и обвинувате опозицијата несоработката, односно антиалбанска. Тоа не е точно. Ние бевме коалициони партнери, ние баравме уставност, поделовник. Значи, ние имавме 80 амандмани, ги поминавте шверцерски. Не ја прифативте и после тоа поднесените амандмани 35.000 ги поминавте и го стопирате без никаква вклученост на опозицијата за подобрување на текстот на законот. Тоа е вистината која сакаме да ја знаат граѓаните. Значи, ние сме претамници на еден голем дел од македонското граѓанство, вие сте исто, меѓутоа вашиот концепт и вашата работа без вклученост на опозицијата, а само декларативно, не носи резултати. Законот за амнестија, тоа не би беше ветено на изборите, а го направивте. Сега, она што го почна еден мој колега, политичкиот притисок, бркање од работа, она што сакавте да го кажете дека правите некаква партизација, ние правиме. Меѓутоа, вие, не можам да стигнам за законот за енергетика, односно во делот на програмата, тука е вице-премиерот Ангјушев,
Производството на електрична енергия е намалено за 29,3% и увозот на електрична енергия има скок од 7,1%. Тоа не ви беше во вашата програма така предвидено. Ќе објасните на граѓаните зошто е така. Вице-премиер има реплика.